До вице-премиерот Кочо Андјушев, исто за прогресивниот данок, дали е можно да се воведе уште еден праг измеѓу 60.000 и 90.000 денари и дали со овој потек, барем стопанството така кажува, вели дека со воведувањето на оваа стапка на оданочување, овој прогресивен данок сте им заделе удар на бизнисот. Ме интересира дали ова е ваш предлог, вице-премиер, да биде на 90.000 оданочувањето и еден коментар околу сето ова. Дали го поддржавте вие ова ваше барање? Ви благодарам за прашањето. Значи, апсолутно, со овој удар не се задава, со ова мерка не се задава никаков удар на индустријата, заради тоа што другите даноци во Република Македонија остануваат во најголем дел исти. Ние зборуваме за персоналниот данок, за едно праведно даночење. Јас сум еден од тие кои што секако подлежи на ова даночење и апсолутно мислам дека е праведно да сите тие кои што имаме поголеми приходи, кои што ги транспарентно објавуваме, да помогнеме да изградиме една пофер заедница. Што се однесува до прагот, не е мој праг, не е праг на никого, тоа е праг на владата или пред се тоа е праг кој што беше анализиран во Министерството за финансии и покасно, нели, со премиерот кој што ја води владата, беше одлучено да тоа биде праведниот праг над кој што ќе се оданочуваат, значи, сите приходи со 18%. И јас се согласувам со тој праг, заради тоа што на тој начин се заштитува интересот на младата интелектуална класа во Република Македонија, која што сакаме да остане во државата, да ја гради државата. Тоа се информатичарите, тоа се младите инженери, тоа се младите доктори, специјалисти, кои што од прилика стигаат до некакви плати од 1000 евра. Сите тие се иземени од оваа мерка. Во оваа мерка влегуваат само 1% од граѓаните на Република Македонија кои што имаат најголеми лични приходи и мислам дека сите тие, а во нив спаѓам и јас, значи навистина треба да се солидаризираме и да знаеме дека практично го правиме доброто за најголемиот дел во граѓаните на Република Македонија и мислам дека мерката е апсолутно праведна. Благодарам.